43 години членство во Европската Унија, Велика Британија сака да излезе од Европскиот клуб и се подготвува за референдум на 23 јуни. Што и фали на Велика Британија во Европската Унија? Очигледно многу. Еве обид за кусо резиме. Велика Британија никогаш не била многу среќна во својот брак со Унијата. Постарите се сеќаваат на европските згоди и особено незгоди со Маргарет Тачер, која сметаше дека незината земја дава повеќе пари во Унијата отколку што добива назад. Незиното славно I want my money back од крајот на 70-тите години е влезено во учебниците по европска историја. Патем, по неколку години инсистирање, Тачер успеа да ги добие своите милиарди назад, но да ја оставиме историјата. Британците денес бараат подобра контрола на имиграцијата, подобра борба против тероризмот и враќање на британската сувереност, исклучително важна во британската култура. Поддржувачите на Брексит сакаат слободно да тргуваат со целиот свет без да внимаваат на европските регулативи и се поддржувачи на Унија проширена на целиот континент. По самитот во февруари, посветен на Брексит, британскиот премиер Дейвид Камерон замина назад за Лондон со доволно напакувана торба за да може да се заложи за останување на земјата во ЕУ. Во торбата има редуцирана социјална помош за европските работници, како на пример детскиот додаток. Земјата ќе може да активира кочница кога ќе оцени дека миграциската пресија е пресилна. Камерон доби гаранција дека неговата земја нема да биде вовлечена во проекти кои водат во потесна европска интеграција и успеа да се избори за заштита на лондонскиот финансиски центар од одлуките на еврозоната. Накусо, Камерон доби специјален статус за Велика Британија, што никого не изненади, бидејќи оваа островска земја секогаш имала посебен статус и не е ни во Шенген, ни во еврозоната. Having that seat at the table in the EU, just as being a member of NATO, is a vital way that we project our values and our power and our influence in the world. And I don't say this for any exercise of national vanity. This is about our national interest. That, Britain, this amazing country, fifth largest economy in the world, we can succeed whatever we do. But if you ask me, having sat here as Prime Minister for 6 years, how will we be safer, stronger, better off, in or out? I'm absolutely clear. We'll be better off in. Дали Камерон ќе ги убеди британците ќе видиме на 23 јуни. Во меѓувреме, британците кои работат во Брисел и во Европската Унија се сериозно загрижени. Доколку Брексит биде изгласан, тие ќе мораат да се спакуваат и да си одат дома. И се надеваат дека францускиот министер за финансии има право кога вели дека британците се доволно умни за да одлучат да останат во Унијата. Во спротивно, тој им посакува среќен пат.